Биткоин повторно ја тестира довербата на пазарот. По најновите намалувања на каматните стапки од Федералните резерви на САД, криптопазарот доживеа ненадеен пресврт. Во само 24 часа беа ликвидирани позиции вредни над 1,1 милијарда долари, а биткоин падна до околу $107,000 на дното на својата локална зона за тргување. Оваа корекција дојде како изненадување за многумина, бидејќи намалувањето на каматите обично се гледа како позитивен сигнал за ризичните средства. Но пазарот реагираше спротивно. Инвеститорите го протолкуваа потегот на ФЕД како знак дека економијата се лади побрзо од очекуваното. Најголем дел од ликвидациите дојде од трговци што се обложија на раст на цената или лонг позиции. Падот беше брз и ја фати пазарната ликвидност неподготвена, што дополнително ја засили нестабилност. Цената на биткоин го притисна прагот од $107,000, што аналитичарите го гледаат како клучна поддршка. Доколку тоа ниво не се задржи, некои прогнозираат можен пад од 20 до 30%, што би ја спуштило вредноста на биткоин цената и под $90,000. Интересно е што падот на криптото се совпадна со падот на американските берзи. И S&P 500 и Nasdaq композитниот индекс го отворија денот во минус, додека златото повторно скокна над $4,000 по унца. Класичен знак дека инвеститорите се повлекуваат во посигурни средства. На макро ниво, вестите за потенцијален трговски договор меѓу САД и Кина дополнително зголемија неизвестност. Доналд Трамп и кинескиот претседател се сретнаа во обид да ги намалат тарифите и трговските тензии, но исходот остана нејасен. Трамп изјави дека двете страни се договориле за многу работи, но без конкретни детали. Инвеститорите пак останаа скептични и токму таа недоверба ја зголеми волатилноста на глобалните пазари. Некои аналитичари остануваат мирни, тврдејќи дека вакви падови се типични по состаноците на ФЕД. Тие велат дека пазарот само ги прилагодува новите нивоа на ликвидност и дека ова е здраво чистење. Други пак предупредуваат дека биткоин веќе не ја следи истата динамика со берзите како порано. Во последните недели, кога акциите растеа, криптопазарот стоеше во место. Тоа е можен сигнал дека довербата кај институционалните инвеститори се лади. Октомври, кој традиционално е позитивен месец за биткоин, оваа година изгледа поинаку. Наместо очекуваниот раст, пазарот влезе во корекција и изгуби дел од акумулираната добивка. Некои гледаат оваа ситуација како шанса за ново акумулирање, други како предупредување дека циклусот на раст се приближува кон крајот. Комбинацијата на три фактори е најзагрижувачка: пат на берзите, раст на златото и намалена ликвидност во криптопросторот. Таквата комбинација обично сигнализира повисок ризик и подготвување за подолг период на нестабилност. Сепак ваквите падови не мора секогаш да бидат лоши. Клучното прашање е дали купувачите ќе го одбранат прагот околу $107,000. Ако тоа ниво остане стабилно, може да следи фаза на консолидација и постепено закрепнување. Но ако падот продолжи, пазарот би можел да влезе во подолг период на слабост. Во моментов крипто сцената е во фаза на неизвестност. ФЕД најавува дека циклусот на намалување на каматите не е завршен, а инвеститорите се обидуваат да проценат дали тоа ќе биде доволно за да го задржи интересот кон ризичните средства. Биткоин сега стои на раскрсница помеѓу можноста за стабилизација и ризикот од подлабока корекција. Следните неколку недели ќе покажат дали ова беше само краток здив или почеток на нова фаза на пазарот. А кое е вашето мислење? Пишете ни подолу во коментар и не заборавајте да кликнете лајк и сабскрајб.